Благодарам, председателе. Почитувани колеги, 2 дена веќе дебатираме за овој предлог закон за заем од Светска банка по однос на финансирање на проекти за енергетска ефикасност и се обидуваме како опозиција да ги убедиме колегите од владеачкото мнозинство да најдеме аргументи, а ги има многу, верувајте, зошто овој заем не е добар. Нашите колеги се обидуваат пак нас да не убедат дека енергетската ефикасност, тоа се единствените впрочем контрааргументи, дека енергетската ефикасност е потребна и така натаму и така натаму. Тоа е апсолвирано прашање и нема потреба за тоа да говориме. Значи секој од нас знае што значи енергетско ефикасни згради, општини, улични светилки и така натаму. Сите доаѓаме од општина во која што претпоставувам барем по еден проект имаме таков и знаеме што значи по однос на трошењето на заштеда на трошењето на финансиските средства. Оно што сакам да го укажам е, почитувани колеги, кои се причините, значи кои се аргументите зошто ние како опозиција генерално имаме негативен став кон сите заеми кои што доаѓаат како предлог закони. Ова законско решение овој договор е впрочем склучен во декември 2019 година, ако не се лажам. Тогаш немавме пандемија и тогаш задолжувањето, јавниот долг не беше 60% и има искуство тука во собранието, како и позиција и опозиција, без разлика колку сме се критикувале, и едните и другите сме ги гласале тие заеми, дали за патишта, дали за било каков заем. Но сега, 2 години подоцна, секоја домаќинска влада би требало да седне и да ги преиспита сите заеми за задолжување. Долгот е голем. То не го велиме само ние како опозиција. Минатата недела го слушав поранешниот министер за финансии Никола Поповски, кој што рече дека употреби благи зборови за да не ве повреди, предпоставувам, дека ние веќе не сме во комфортна зона за заеми. Тоа е една од причините. Втора причина. Сведок сум во минатите состави како додека бевте опозиција, а тоа имаше цитати една моја колешка вчера, еден од сега веќе министри, градоначалници, гласноговорници, кои што велеа дека толку многу е задолжена Република Македонија, што граѓаните треба бубрези да продаваат за да се раздолжат. Сега не продаваат граѓаните бубрези, сами им ги вадите, односно не вие, се знае на кого мислам, на родилката од Дебар, и нема одговорност. Се вадат бубрези, се вадат делови од човечко тело, нема одговорност за тоа. Токму тие кои што многу критикуваа за заеми, па те грчко сценарио, па те банкрот, па чеси лежите, па шарени револуции, па барања за бројчаник. Бројчаникот го нема и добро е што го нема, затоа што и тој ќе заплаче. На ова задолжување и тој ќе заплаче. Нема да ги мери веќе задолжувањата. Истите тие кои што се бунеа и ги правеа тие сценарија, сега се корисници, затоа што се или градоначалници или министри, како што реков, се корисници на овие финансиски средства и најголеми релативизатори. 60% од јавниот долг од БДП не е проблем за нив, не е проблем. Значи, тоа е таа релативизација и перцепција на гледање дали си на власт или во опозиција, тешко на народот. Значи, нашата недоверба кон трошењето на заемите ја докажавте и со претходниот заем од 90 милиони евра, кој што се зема за кобајаги модуларни болници, и Венко Филипче го гледавме постојано на пресконференции како кажува дека ВМРО ДПМН е тоа кое што ги кочи работите и дека не може да се земе тој заем за да се направат модуларните болници. Помина
не знам колку месеци од тогаш, ние гледаме само 2 модуларни болници, а сега се консултирав и со колеги, тие 90 милиони евра некако фантомски исчезна, ги нема и во буџетот. Значи, околу нормативниот дел, само кратко, повереници на влада доктор Ширета Елези и Нина Ангеловска. И сега имаше процедурална реакција и вчера, предпоставувам дека повторно ќе има, знам, ќе го цитирате членот 178 став 2 од деловникот, меѓутоа видете колеги, ова е лажно представување. Ние тука биравме нови министри и почитуваниот заменик министер е постојано тука. Ширета Елези не сме ја виделе, не знам од кога, од како е Димитар Ковачевски. Мислам, што е спорно да се смени ова? Имаше еден ваков случај во Комисија за култура, минатата недела проверив, Роберт Алагјозовски беше пишан, минатата недела проверив, фала Богу сте сменили, знаете. Срамота е, лажно представување, како да кажа. Немојте да се повикувате и така буквално да се третираат и да се толкуваат членовите од деловникот. Тајмингот е точно подреден на локалните избори. И сега малку за компонентите. Има 3 компоненти. Ефикасност во јавниот сектор, ефикасност во општинскиот сектор, јас тука би сакала 80 општини и 1 град. Прашањето ми е, зошто ја нема методологијата за 25 милиони евра и на каков начин ќе се третираат општините кои што се општествено одговорни, општини кои што со закон им е дадено како надлежност го работат и се одговорни пред државата и пред граѓаните. Сега, јас морам тука да нагласам неколку, она што деновиве ја бранува јавноста, општини кои што данок на имот не платиле не знам колку години, а тоа се Арачиново 0%, Тетово 55%, Липково 51%, Врапчиште 46%, Желино 42%, Гостивар, Центар Жупа, Долнени 34%, Студеничани 32%, Маврово Ростуше 27%. Општини кои што плаќале, кои што ги наплаќале даноците, се Македонски Брод 97%, го демантираат веднаш, ја демантираат веднаш изјавата на Зоран Заев кој што велеше дека нема општина која што наплатила повеќе од 50%, еве ги. Македонски Брод, Аеродром 95, Илинден 96, Кавадарци 95, Македонска Каменица 96, Зрновци 96, Чешиново Облешево 96, Велес 97, Ѓорче Петров 97. Сега, прашањето ми е, дали во методологијата, особено Министерството за финансии, да се занимава со ова работа и секако Управата за јавни приходи и сите институции кои што се надлежни за замислете во 21 век да ги тераат општините да си ги работат надлежностите за кои што се формирани, за кои што има закон и за кои што очигледно закони и санкции не важат. Нели сме едно општество за сите? Дали 500.000 евра повторно ќе се даде на општина, да речеме Арачиново, зошто не на мојата општина, кога моите сограѓани редовно плаќаат даноци и ако не платат електрична енергија и вода, тогаш веднаш за месец дена ќе бидат исклучени. Прашањето ми е, дали овие општини за да сватат дека треба да си ја работат работата за која што се формирани, ќе бидат исклучени од овој проект. Имате начини да ги повикате, еве да речеме во општина Рачиново, градоначалничката е од Социјалдемократскиот сојуз. Имате начини да си ги повикате и да им кажете, нормално и службите да работат. Каде е УЈАП, добиваат ли тие граѓани извршни решенија? Добиваат ли опомени? Ние, например, секој што нема да плати нешто,
добива опомена и добива извршно решение кое што на крајот и се реализира. Овие општини не добиваат. И се прашањето ми е дали овие општини ќе бидат изземени од овие финансиски средства кои што и текако ќе им бидат потребни. Значи да се разбереме. Идејата е добра, начинот на реализација е нејасен и јавниот долг е тој кој што треба да ве спречи и вас истово законско решение да биде донесено. Благодарам. Пред